Добро образование, добра држава. Реформи во образовниот процес за основно, средно и високо образование со цел зајакнување на системот и вложување во иднината на државата, учениците и студентите. Новата министерка веќе од утре пред себе има сериозен предизвик. Во наредните 2,5 месеци ќе треба да го средува настанатиот хаос со недостаток на учебници. Весна Јаневска ќе работи на промена на наставните програми за основно и средно образование, ути со актуелните кои се работени по новата концепција, донесена за време на Мила Царовска, учениците покажуваат лоши резултати, а наставниците и родителите се незадоволни. Она што ќе мора од утре да се направи е на било кој начин да се обезбедат максимален број на учебници за максимален број на ученици, иако 2 месеци се навистина многу кус рок, но тоа ќе биде приоритетно нешто што ќе го направиме. Следното нешто што ќе го правиме речиси цела година, така од јуни до јуни или веројатно 7-8 месеци, е промена на наставни планови и програми. Тоа е долготраен процес, особено затоа што во гимназиското образование скоро 25 години не се менувани наставните програми, што е срамота. Јаневска најавува многу нови програми кои ќе се работат паралелно. Оти во образованието нема време за чекање. Меѓу нив се работа со талентирани ученици, подобрување на образовниот процес на децата со посебни потреби, вложување во дуалното образование. Според Јаневска, потребно е сите учесници во образовниот процес заедно со политичките партии да формираат национална стратегија за образование со цел да има конзистентност. Ако направиме еден ваков договор, а сите сме сложни дека треба, без оглед што се случувало во минатото, дека сега е неопходна да се направи некоја добра промена, ако се сложиме сите да ја правиме, без оглед на тоа кој ќе биде министер или кој ќе биде влада, ние ќе имаме континуитет, ќе можеме да извадиме продукта, тоа е ученикот, ќе можеме да направиме анализи на тоа што сме го направиле и да си ги поправаме грешките. За дел од планираните промени ќе бидат потребни законски измени, зашто Јаневска смета дека ќе се донесат најдоцна до нова година. Министерката најави и достоинствен живот за студентите. Прво треба да им се обезбедат нормални услови за живење и за учење, да не живеат и да не се хранат во субстандардни услови, и тоа ќе биде нешто на што ќе почнеме исто така во почетокот да работиме. А потоа, во зависност од средствата кои ќе ги наследиме во буџетот, ќе можеме да зборуваме и за другите поволности кои државата може да им ги понуди на студентите. Весна Јаневска е доктор по медицински науки, патолог. Има искуство како независен пратеник во собранието, а и председател на Комисијата за образование и наука на ВМРО ДПМН, од која позиција беше борец и гласноговорник за подобрување на состојбите во образовниот процес.